Од 1 мај започнува процесот за запишување на децата од предучилишна возраст во основно образование. Според податоците од патронажната служба на општина Штип, оваа година статистиката покажува бројка од околу 587 дечиња кои се родени од 1 јануари до 31 декември во 2009 година. Во овој уписен рок се опфатени дечињата родени во првиот месец од 2010 година. Во оваа бројка влегуваат и новороденчињата родени од 1 јануари до 31 јануари 2010 бројка. Се податоците се однесуваат на општина Штип и на Карбинци. Меѓутоа, податоците подоцна кои што ќе ги добиеме, кои што ќе бидат конечен податок, ќе ги очекуваме од државниот просветен инспектор. Тоа ќе бидат податоци од матичната книга на родените и овде ќе бидат селектирани они ученици кои што со своите фамилии се одселиле од град Штип или имаме некои доселени лица, доселени фамилии во кои што имаме ученици, дечиња кои што ќе започнат со прво оделение во учебната 2015-2016 година. Според компарацијата направена со минатогодишните податоци, за оваа година може да се каже дека има благ пораст на дечиња кои ќе се запишат во 5 основни училишта во општина Штип. Бројка од 393 ученици се запишале во учебната 2013-2014 година, што оваа година бројот е зголеме за околу 190. Родителите се должни при уписот да достават и потврда за приманите вакцини на детето. Значи, според компарацијата што ја направивме со минатогодишните податоци, очекуваме еден благ пораст. Само за споредба би ги споменала 2010-2011, кога имаме запишани 467 ученика. Понатаму 2011 имаме 502 ученика запишани во прво оделение. 2013-2014 бројката е 393, што значи едно зголемување, благо зголемување. Очекуваме некаде 550 ученици да бидат запишани во прво оделение. Во интерес на временото доставување на документацијата, согласно законската регулатива, односно согласно Законот за основно образование, потребно е родителите со себе да понесат при запишувањето на ученикот на детето, кој што со запишувањето добива статус на ученик, значи да понесат извод од матичната книга на родените или копија може, дозволено е. Понатаму потребно е да достави потврда за извршената вакцинизација, односно за примените вакцини, задолжителните вакцини од здравствената институција. И понатаму потребно е да достави потврда за здравствената состојба на ученикот, на детето. Почитувани родители, подгответе ги своите деца за новиот почеток во образованието и внимавајте на рокот за пријавување кој е од 1 до 31 мај.